Со екс-амбасадорот во Софија, Маријан Ѓорчев. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и добро дојдов. Господин Ѓорчев, веде председателката на Бугарија Илијана Јотова некако ни го зовре и така жешкото лето со една изјава. Вели, па и генерално македонско-бугарските односи, упатувајќи неколку навреди кон Македонија. Како го коментирате ставот на Јотова дека нема да отстапат, вели, од борбата, од правата на бугарите во Македонија во време кога македонците во Бугарија се угнетувани, можам слободно да кажам, без никакви малцински права на организирање, здружување, да не зборувам за образование, медиуми и слично како од времето на Георги Димитров. Па најнапред ставот на Јотова кореспондира со целото бугарско општество, со оно што представува бугарска политика и со јавниот, би рекол, медиумски сервис, сите оние, би рекол, дополнителни активности на граѓанското општество, кој што е единствен во однос на тоа дека Македонија подпишала нешто кој што мора да го спроведува. Тоа е договорот за пријателство, соработка и пријателство и добрососедство, а исто така тоа е и во однос на преговарачката рамка која што, за жал, ние во Македонско собрание изгласавме, во кое што се наведува тоа што веде председателката Илијана Јотова го бара, тоа е да се почитуваат правата на бугарите, да се почитува заедничката историја, сето она што веќе е јасно наведено во алинеја 9 од преамбулата на договор за пријателство, членот 8, членот 11, значи едноставно таа само ги преповторува на денот на Илинденско-Преображенското восстание, 123 години, на Петрова нива, таа само повторува нешто што е веќе длабоко втемелено во бугарската политика, посебно во овој период од 4 години после 2022 година. Вториот момент во изјавата што спомнувате од Јотова, точно дадена, тие како што го нарекуваат 123 години од Илинденското преображенско восстание, дека нема што да дели со Македонија кога историјата ни е заедничка. Па да, тоа е најпроблематичната точка во тој договор за пријателство, кој што морам да кажам уште еднаш кај вас тука дека е апсолутно не само нереципрочен, туку и крајно штетен по македонските национални и државни интереси. Во таа алинеја 9, кај што стои дека Бугарија и Македонија имаат заедничка историја, која што ги поврзува двете држави и двата народа, тоа имплицира и понатамо Бугарија цело време да инсистира преку историската комисија, преку оние записници, протоколот 1, протоколот 2, сето она што претпоставува понатамошни иницијативи преку нивното Министерство за внатрешни работи, нивните, да речеме, би рекол, историски институции, нивната академија, сето она што представува нивниот хардкор, би рекол, мајндсет во делот на односите меѓу Македонија и Бугарија, да тоа перманентно го експлоатираат, дека ние имаме заедничка историја и нема што тука да се разговара, треба заедничко учествување, еве конкретно и на Илинденско-Преображенското восстание, иако нашата историска документација нема таков документ во кој што кнежеството Бугарија во 903 година нешто да упатило некаква нота кон Османлиската империја, кон царот Абдуламит и да побара некаква интервенција во делот на она што се правело како едноставно зверства врз населението кое што во тоа време живеело во Османлиска Македонија. Едноставно, тоа се веќе упат во она што представува пренапишување на македонската историја. Ние имаме толку многу докази. Без толкување од страна на Софија како што треба, дека тоа не било восстание за слобода на бугарите и на Бугарија. Апсолутно не треба никаквото... Ниту на бугарите во Македонија. Апсолутно. Јасно е како оделе... Туку за Македонија. За Македонија. И тоа си се знае и затоа тоа пренапишување на историјата, таа ревизија, тие историски извори треба да бидат оставени на науката. Овдека се работи, секогаш говорам за политичка интерпретација, која што е штетна. Чиста политичка интерпретација која што се на некој начин метнува и само прави проблеми во на некој начин историските дебати, дискусии за тоа што било во тој период, како тие работи на Балкан се одвивале и тука бугарите за жал тоа вешто го користат преку мудра дипломатија, а ние на некој начин сакајќи да чекориме кон Европската унија, на некој начин многу работи премолчуваме. Малку е апсурдно па и дегутантно би рекол ако за
се грижат за бугарите во Македонија, да не се спомнуваат македонците во Бугарија, прво. А второ, кога зборуваат за заедничка историја, како што сакаат општа или како што ја нарекува Јотова, тогаш некако оној дел од историјата од фашистичка Бугарија некако не сакаат да се спомнува таа, како македонските партизани да биле дел од истата историја, ама да не се спомнува. Многу е јасно дека не само во делот на она што представува 41-44 година до 2 август, нашиот основ, нашето антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, туку за целиот период и за Балканските војни, и за Првата светска војна, и за Втората светска војна, Бугарија има многу стереотипи во тој дел и во тој контекст не прифаќа дека нејзиното учество во анексијата на делови од Македонија, Пиринскиот дел на Македонија, анектиран од Бугарија, со Бугарешновскиот договор, како што е Егејскиот дел на Македонија, Вардарскиот, ние не го нарекувавме така, тие го нарекува државите, кнежествата, царствата кои што ја делеа Македонија. Така што и во делот на присуството на Бугарија како соработник на Третиот рајх, на нацистичка Германија и фашистичка Италија, тоа кај нив е табу тема. Но исто така табу тема е културната автономија на Македонија во период 46-56 година. И тоа да се во заборави. времето на Ѓорги Димитров и потоа не само на Ѓорги Димитров и на Волко Червенков. Значи двајца видни истакнати лидери, општественици на тогашната социјалистичка република, Народна република Бугарија, која што на некој начин докажува дека имало два пописи во кои што македонското население броело, односно бугарите со македонска етничка самоствост, тоа е точна формулација, се произнеле повеќе од над 170.000 во Република Бугарија дека се македонци по род. Тоа Бугарија вешто го прикрива и говори... Повторно биле комунистите тогаш во Бугарија, па без оглед што и повторно дошле комунисти па избришале се. Апсолутно. И како е тоа важно, многу е важно да се спомене дека живковизмот во Бугарија и тој период на тоталитаризмот, како што тие го нарекуваат, тие се отфрлаат од тој период на Тодор Живков, освен она што на пленумот 58 година тогашната бугарска работничка партија комунисти решава дека македонци во Бугарија никогаш немало, нема ни сега, нема ни да има. Така што тоа е малце, тука сме ние многу посилни, тука сме ние многу поправедни и во тој контекст сметаме дека ние само треба да истраеме на тоа дека не постои начин Македонија да се принуди македонската историја да биде на некој начин принудена да ја ревидира, да го ревидира својот историски наратив и своите историски документи. Уште еден момент вака од незината изјава предизвикува револт кај македонците, би рекол. Јотова зборува за огромна омраза во Македонија кон бугарите. Дали ваквите неизини ставови и навреди уствари се директен повод, па и причина за таков однос кон бугарите, иако сметам дека во земјава ниту има омраза кон бугарите, ниту пак во Македонија, ниту пак кон бугарите во Бугарија? Не само што нема. Мислам, дали е тоа тактиката на Јотова да се оправда оваа бугарска политика и вето кон Македонија со ширење омраза која што ќе предизвика омраза? Секако дека дел од тие дипломатски маневри како може да се одбрани нивниот став и во Брисел, но и во билатералните разговори. Но треба македонските вашите гледачи да ги подсетиме. Македонските граѓани со бугарска самоствост имаат во Македонија право на здружение, кои што децении постојат во Македонија, имаат право на клубови. Имаа политичка партија, Демократска граѓанска унија, предводена од Петар Колев, која што беше и сестрно помагана од бугарската држава да успее на изборите и да имаат македонец со бугарска етничка самоствост во македонскиот парламент. Има ли поголеми политички права, па и граѓански права од тоа да имате здруженија, клубови, партија? И јас не паметам од тие 3504 бугари да има некакви сега спорови во Страсбур, освен спорот со Радко, запишувањето на граѓанско здружение Радко, тоа е името, псевдонимот на Ванчо Михајлов, кое што Македонија спроведува од македонската историја. Да, така е. Апсолутно. И во делот на Спаска Митрева, тие се два случаи кои што ние ги решивме во полза на она што велиме категорија владење на правото. Бугарија нема решено нити еден спор со Страсбур, со Советот на Европа, во кој што се нарешуваат човековите права на граѓанско здружување. И тоа треба да кажеме, нашата македонска држава не се меша во внатрешни работи на Република Бугарија, туку како потписници на Универзалната декларација за човекови права во ООН и потписници на Конвенцијата за национални малцинства, ние бараме тие универзални човекови права да се почитуваат за бугарските граѓани со македонска етничка самосвест. Тоа е огромна разлика во приводот.
Сега има интересно, кој председавач од СОМО или Денпирин, професорот Стојко Стојков, смета дека Македонија мора цврсто да се спротистави на тоа, бидејќи не се во прашање малцинските права, вели, туку суверенитетот на нашата земја. Не смее да се дозволи, го цитирам, Бугарија да прави што сака во Македонија, додека нашата земја не смее да направи ништо за нашинците кои живеат кај источниот сосед. Што треба да се направи што не е направено? Еве што треба да се направи од моја гледна гледна се разбира. Значи, сигурно дека ревизијата на историјата, посегнувањето по македонската културолошка димензија, тука е фолклорот, тука се македонските народни песни, тука е јазикот. Сето тоа представува загрозување на суверенитетот на македонската држава. Ние треба сериозно да го сватиме. Не се работи за тоа само да сакаме да чекориме кон Европската унија. Да, тоа треба да биде цел, ама тоа не треба да треба да биде само средство да реализираме целата македонската држава да биде посуверена, поразвиена, побогата, подемократска, со владење на правото и граѓански придобивки на македонските граѓани. Но не треба да дозволиме да се обезличува македонскиот суверенитет, а тоа се прави токму преку вакви историски наративи во кои што се пренапишува историјата по туѓи историски концепти. Да. И тоа е она што јас апсолутно се согласувам со професорот Стојков, кој што лично го познавам и сме имале средби со него и знам дека неговите ставови се баш на граѓани, бугарски граѓани кои што ја почитуваат таа држава во која што живее, меѓутоа се бори за човековите права на бугарските граѓани со македонска етничка самосвест. Тој додава дека вметнувањето на бугарите во уставот е привилегија, а не право, бидејќи правата вели ги имаат. Апсолутно. Сите права ги имаат во Македонија. Во нашиот устав ги имаат сите права, кажав, има здруженија, клубови, политичка партија, се. Оттаму дали треба да се бара промена на бугарскиот устав? Адвокатот Менкиновски често, речиси секогаш, тврди дека под притисок на Страсбург тоа ќе мора да се случи. Јас не сум во таа област експерт, не можам да зборам за промена на бугарскиот устав, можам да кажам дека ние треба да инсистираме како членка на Советот на Европа постојано да бараме начин како пресудите на Судот за човекови права во Страсбург да бидат реализирани. Членките на Европската унија, согласно оно што и за нас важи, во членот 4 став 2, имаат право на политичка и уставна самостојност. Јас ја споделувам европска вредност, но тоа важи и за Македонија. Ако за Бугарија важи дека таа има право на политичка и уставна самостојност, и Македонија има право на уставна самостојност, и не треба да дозволиме во овој период, пред да станеме членка на Европската унија, да промениме било што во македонскиот устав што е противно и противречно со европското право и со интересите на македонската држава. Добро, што колку време може Софија вака да избегнува спроведување на пресудите од Страсбург по сите опомени од Парламентарното собрание на Советот на Европа, Комитетот на министри на Советот на Европа, како тоа воопшто да не ја интересира или тангира? Се додека Европскиот совет не завземе некое би рекол, подрастично решение да ги обврзе преку своите министри за надворешни работи, кои што се таму на Комитетот за министри, подосна во Европската комисија и во Европскиот совет, кои што се премиерите, да донесат некаков заклучок кој што ќе обврзе Бугарија во делот како што други земји беа, например, Словачка, Чешка на времето, Полска околу реформите во правосудството, Унгарија во делот времето на Виктор Орбан, Бугарија да биде санкционирана во делот на одредени користења на европски средства, начинот на комуникацијата, заради непочитување на оно што представува суд за човекови права. Оти таа конструкција и владење на правото има смисла само ако ги почитувате европските судови. Ако Република Бугарија, која што е членка, не ги почитува европските судови, тогаш нема владење на правото. Затоа Македонија треба да истрае. Тоа може да трае многу долго. Подсетете се, спорот со Грција траеше 26 години, може да трае и спорот со Бугарија повеќе од 20 години, но наше уште нешто да разбериме. Ние ќе бидеме толку јака во Европската унија, колку што ќе биде јака македонската држава. Ако ја обезличиме, разградиме и ја неспособиме во делот на нашиот суверенитет, тогаш македонската држава нема да биде силна и македонските граѓани ќе имаат неизвестни иднини. За крај слушнавме нови идеи, дури представување на планови или идеи за промени во начинот на проширувањето, во правата на идните членки, во текот на процесот на преговорите. Може ли е пробив во евроинтеграциите по ваквите најави за постепена интеграција и како на тоа би влијал сега условот Бугари во уставот за отворање на поглавието?
Јас ценам дека ова што го предлага Марта Кос е нормална последица на односите што се случуваат во светот, не само во Европската унија. Европската унија е свесна дека светот се менува, дека е турбулентен и дека Европа треба да се однесува кон она што представува радикална промена во одлучувањето. Се гледа дека и се дискутира за консенсусот, дека може да биде пречка при носењето, при проширувањето на Европската унија. Се гледа дека можно е одредени, би рекол, одредени стопански гранки пред се енергетиката, транспортот, логистиката, да бидат опфатени граѓанските слободи, патувања, престој, да бидат фазно третирани, да може државите побрзо и економски, и политички, и демократски да бидат на некој начин полека да се придружуваат, како што еве кон Украина се употребува тој израз придружена членка на Европската унија, полека сите држави, па и нашата македонска држава да биде дел од Европската унија. Јас сум убеден дека тоа ќе биде нашата иднина. Ние одиме по многу заобиколен пат. Со или без бугари во устав? Сигурно без бугари во устав, затоа што тоа е противречно, кажав на почетокот, е противречно со европскиот закон. Ние имаме право на политичка и уставна самостојност согласно член став 2 од основниот договор на Европската унија. Маријан Ѓорчев, гостин во тема на денот, ви благодарам. Јас ви благодарам за поканата.